го поканувам председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црветовски. Dobro večer, Istoku Makedonski, dobro večer, poštovani građani, dragi prijatelji, naši politički stoborci, stopatnici i stopatenici. Mi verujem дека je mal ovoj poštač za tolku narod. To ne je točno. Ne je mal smislio poštač kako što ne veće mami poštalo do primjer po oktoni. Kako što ne veće malo ni indentska predvlada, воюють. Друга е работата, маката на народот е голема, огромна, револтот, незадоволството, разочараноста, јадот, чемерот на нашите граѓани нарасна и станаа толку големи, што повеќе не може да ги соберат сите македонски площади и улици заедно. Еве, уште некој месец, цели 5 години, овој народ трпеше, шеќаше, се надеваше дека барем нешто од претедното ќе се исполни. Ни ветува, и тоа не било кој, туку лично Никола Груевски. Ни ветуваше дека ќе донесат 8,5 милиарди евра инвестиции за 7 години. Помина 5 години, 5 евра не видовме. Каде се парите што ги речите? Колку и пати на телевизија, почитувани граѓани, ги гледавме како се слика, како потпишува, како сеча кредити, како ставаат камените делници, со французи што ќе правеа автомобилски делови, со кинези што ќе спаваат компјутери, со корејанци што ќе произведуваат телевизори, со французи што ќе градеа хидроелектрани. И гледавте со германци како се слика што ќе вложува во енергетскиот сектор. И гледавте со американци со колбојски шечери, што ќе отвараат сточарски фарми. И гледавте со израелци што ќе градеа сончев град и трговски центри. Сетете се само колку хотели најавија во Скопје, во Охрид, на Козја. И тоа не е било кој. Се марка до марка, Шератон, Хилтон, Хаја, Мериот. Што се оствари од сите нини сликања, од сите нини ленти, од сите нини камени темелници? Ништо, едновојно ништо. Се лага до лага. Денес најреномирани инвеститори, најголеми купувачи на државното земјиште и тоа по принципот 1 евро за метар квадратен, се Мане Левис, Семите Макојот, Есковело Деница, Еоце Камшев, Петете Наумовски, се фирма до фирма, се бренд до бренд. Ни ветува дека Македонија ќе претвора во големо градилиште. Ајде да видиме што изградија за овие 5 години. 1 метар, не километар, 1 метар автопат не направија. И тоа што ние го направиме, автопатите Скопје, Тетово, Гоцева, автопатот Градско Левикапија и обиколницата во Скопје, сега сакаат на концесија на странци да ја дадат. 5 години зборуваат за Шедрен, за Граниште, за Бошко
odgovornost za gasifikacija na Makedonija. Što je rezultatom? Последниот енергетски објект изграден на Македонија е хидроелектраната Козјак, изградена во наше време. Да изградеше Груевски тако објект од 150 милиони долари, бидете сигурни, ќе се изградеше сам на себе споменик на площадот од Скопје и тоа подобно од овој на Александар Вавиловски. На времето, кога пуштавме водолови од 100 милион евра, не критикуваа дека пуштаме селски шешки. Ајде да видиме што пушта Груевски денес. Секој втор ден пушта во свечена употреба тениско игралиште од 3000 евра. Тоа се неговите инвестиции. Како ќе заврши понатаму? Може би ќе пушта во употреба и пинг-понг маси. Се сетете само вие шкипјани што сега беше ветувано пред изборите. Нели ќе градеа аеродромоски? Па каде е аеродромот? Каде се авионите? Нели ќе градеа автопат од Штип до Велес, од Скопје? Па каде е автопатот? Нели ќе донесеа инвеститори во индустријската зона? Па каде се фабриките? Каде се новите работни места? 5 години одбила било каков аранжман, било каков кредит од Меѓународниот монетарен фонд. Тврдеа дека тоа ќе го сруши угледот на земјата, дека ќе биде доказ дека Македонија не е способна сама да ја води својата економија. Сега, кога не заглавија до крај, кога потрошија се што имаше, кога не ставија во целосна була, сега преговараат за 400 милиони евра кредит од истиот тој Меѓународен монетарен фонд. И уште ви тврдат, се обидуваат да ни докажат дека е тоа голем успех, дека е тоа награда за успешна економска политика. Ветува економска преродба, развој на стопанството, победа над сиромашијата и неравноправноста. Што добивме после 5 години власт? Добивме рекордна сиромашија. 1/3 од Македонија живее во сиромашија. Добивме рекордна неработеност. Добивме рекордно ниско ниво на странски инвестиции. Погледнете ги, почитувани граѓани, цените на струјата, на водата. Погледнете ги цените на дрвото, на парното грејење. Погледнете ги цените на храната, на средствата за хигиена. И сами ќе се уверите за овие 5 години колку сте посиромашни и за колку ви е постар животот. Погледнете на што ни лишат училиштата, таму каде што ги праќаме децата секој ден. Крововите прокиснуваат, тоалетите не работат, столчињата се испокршени. Погледнете ги болниците, наместо да не лечат од епидемии, тие самите зараза шират. Толку овде во Штип пред 2 дена видовме како од Бербер се станува болничар во операциона сала. Цели населби широ Македонија од неколку илјади луѓе, жители, нема вода, нема пат, нема канализација, народот нема леп да јаде, а тие градат споменици, музеи, лавови, триумфални капи. Помалку градат, а многу повеќе крадат. Ветува борба против криминалот и корупцијата. А денес Македонија ја има најкриминалната, најкорумпираната власт во својата историја. Погледнете ги само. Те милионер до милионер. Сите со по 2-3 стана, со куќи во странство. Толку се некои овие скромни што само 2 мерцедеси имаат. Колку се честни, ќе видите и од тоа што забраваа приход од 500.000 евра на пријат. Што знае дете што е 500.000 евра?
neka nosi. Site dojenje da bi bile uspešni i bi smeli se pre da dodata vas. Site čestno i pošteno i da работите парите во транзицијата, на криминалната транзиција, како што самите нарекува. Пред 5 години ветува слобода и демократија, правда и достоинство. Па слободни ли се бене, почитувани граѓани? Се чувствувате ли слободни? Можете ли да проговорите? Можете ли да го кажете своето мислење? Можете ли да критикувате? Секој ден на улица ми приоѓаат луѓе. Секој ден во седишето на СДСМ доаѓаат луѓе. Луѓе во неволја, луѓе несретни, луѓе понижени, луѓе со проблеми, но најтешко се луѓе уплашени. Доаѓаат земјоделци, лозари, сточари, велат пропаднатме. Грозето ни скапува по лозјата, житото во амбарите, кравите ги испокрадовме и испродадовме за да ни платим оние што ги испокрадува. Субвенциите никаде ги нема. Ги прашувам, зошто не се буните? Зошто не протестирате? Велат справни, ќе не се затвора. Видоте ли што му направиле на Душко Мекарот од Битола? Доаѓаат универзитетски професори. Велат, ни го растурија универзитетот. Ние изградија автономијата. Не понижија. Вчера дипломиран министер се изживува и понижува ректори, декани, редовни професори. Доаѓаат доктори од клиничкиот центар. Велат, не растурија. Кога го расцепкаа клиничкиот центар, веле дека е реформа. Сега кога пак издржуваат клиниките, велат и тоа е реформа. Ние јавно здравство повеќе немаме. Ги прашувам и професорите и докторите, по зошто не го дигнете својот глас? Зошто не се кренете? Па ние сте интелектуалната елита на оваа земја. Велат не свееме, страстие, ќе ни избркаат од работа. Ако не нас, тогаш синот, ќерката, некој близок од фамилијата. Доаѓаат собственици и директори на фирми. Велат стопанството е во колапс, економијата тоне. Ги прашувам, зошто не ја соопштите таа вистина во јавноста? Зошто бегате од камери? Велат, не смееме, страстие, ќе ни испратат инспекции, полиција, ќе не казна, ќе не ги затвора фирмите, ќе ги носиме на душа вработени фирмите семејства. Па ова е таа демократија. Ова е таа слобода што ни ја ветува. Ако овој народ бил толчен, понижуван, малтретиран, ако бил степан, не му давале да плаче во турско, во српско, во бугарско, заредене во 21. век, во своја македонска држава,